почитувани, на самиот почеток на изборните кампањи, кои го подготвуваат политичките партии, биде свој ќе проба да се доближи до сите кандидати за градоначалници и до сите носители на советнички листи, конкретно за Струмица и Струмличкиот регион, да ги запознаеме пред се како личности, приватно, да ги согледаме нивните видувања, нивните гледишта, нивните идеи и планови, нивната визија за Струмица и на крај ќе оставиме вие, гледачите, да одлучите за кој ќе го дадете вашиот глас. Наше е овде да разговараме отворено и искрено со секој еден кандидат. Како прв гостин во овој циклус на подкасти посветени на политичката кампања, ми е Александар Илиев, политичка партија Знам, носител на советничка листа за Струмица. Александар, добре дојде во мојот подкаст. Добро ве најдов. Не си прв пат во мојот подкаст, но втор, да, тоа ќе го сватам како дека ти е убаво кај нас само подкаст, затоа што си втор пат. Првиот пат разговаравме на тема армијата. Да, моето минато беше во армијата. Минато. Имавме убав искрен разговор. Јас се надевам дека и овој разговор ќе го поминеме така убаво, искрено, отворено. Па нема зошто и да не биде. Така. На самиот почеток, зошто Александар се реши да влезе во политиката? Што ти беше мотивацијата? Причината е едноставна. Само од позиција на политичка моќ човек може да смени нешто. Многу години сум бил во позиција да консултирам политичари. Тоа едно е да правите проценки и да доставувате предлози, а друго е да имате моќта да одлучите и веднаш да решите некој предизвик или проблем. Така да причината е сакам да бидам во позиција која може да ги решавам нештата, а не само да давам предлози. Мислиш ли дека ќе дадеш свој придонес да се направи промена во општеството? Да, бидејќи имам и образование и професионално искуство кое ме прави компетентен за тоа. Со оглед на тоа што немаш политичка позадина, мислам не си бил политички активен до сега, колку што знам јас, дали тоа ќе влијае позитивно или негативно на ваквото кандидирање сега во моментот? Не сум бил носител на политичка позиција во Македонија и на други места, меѓутоа имам образование во еден од 50 најдобри универзитети во свет, баш од областа на политика. И јас сум магистар од King's College Лондон, каде што изучував теорија на надворешна политика, креирање стратегии и политики, лидерство и менеджмент, долгорочно планирање на набавки, историјата на Балканот и незиното влијание врз политиката на Балканот денес и многу други теми, така да имам формално образование. Од друга страна, многу години бев во позиција да консултирам политичари и во Македонија и во странство, така да имам и професионално искуство, а на крај граѓанин од Струмица, имам 47 години и добро сум запознат со сите проблеми и предизвици на граѓаните на Струмица. И затоа сметам дека, иако не сум бил носител на функција, имам добра основа и образование и искуство да придонесам во политиката. Да. Спомнавме уште на самиот почеток припадник на АРМ, тогашна АРМ, колку дисциплината и таа посветеност што има секој еден војник, ќе успееш да ја пренесеш. Прво, нели, во самата политичка партија од каде дојдеш, потоа во Советот, нели, ако бидеш избран да бидеш во Советот, комплетно на функционирањето на Советот на општина Струмица. Ќе успее ли Александар да ја пренесе таа дисциплина, посветеност, ред? Ред, под ред ја би рекол да склоноста да планирам се, да контролирам и да координирам, на тоа те учи армијата, те учи на жртва, бидејќи секој кој бил во армијата, барем додека бил питомец и кога е помлад офицер и подофицер, е подготвен да се жртвува за општото добро. И таа е една добра карактеристика која кај мене се уште останат. Не може би исто како кога бев 25 години, но се уште постои таа желба да се направи нешто за општото добро. Дисциплина, да, барање очет од луѓето, оние кои добиваат задачи, да си извршат своите задачи, но и една друга карактеристика. Ја бев артилериски офицер, а во артилерија беше клучна тимската работа и се зависеше дали тимот функционира. Таков сум останат и сега. Верувам дека човек не може сам да смени се, потребен е тим.
и само со тимска работа е можно нели да смените нешто. Имаме прашање, но подоцна ќе биде тоа околу Советот на општина Струмица, кој јас го гледам како еден тим кој треба да функционира за доброто на граѓаните. Така треба да биде, да. Така треба да биде, но како е во моментот, малку подоцна ќе прашам за тоа. Кажи ми, која е твојата визија за иднината на Струмица? Би опишал со неколку епитети. Луѓето да кажуваат чиста, иновативна, полна со срекни луѓе. Мали бизниси кои се успешни и кои промовираат и други бизнисмени да инвестираат во Струмица. Таква некоја Струмица е со општи зборови, ја замислувам, а за тоа е потребно промена во неколку работи. Не само во здрава животна средина, туку пред се борба против корупција и домакинско трошење на парите. И она партиски поделби да не бидат клучни за каков ќе биде односот на администрацијата кон бизнис секторот. Ќе успеете ли вие како советници од политичката партија Знам да дадете придонес тоа да се смени? Тоа ќе зависи колку ќе бидеме успешни во нашата кампања и на изборниот ден. Не е исто дали ќе имаме еден советник, 2, 3, 4 или повеќе. Тоа зависи од нашата политичка тежина во Советот. Тоа што може да го гарантирам е колку и да имаме советници во Советот, тие ќе го представуваат гласот на народот, а не на дел од бизнис секторот кој го става својот интерес пред интересот на Струмичани. Да. Постојано се вртиме тука околу Советот на општина Струмица, но еве, ајде да те прашаме за тоа. Како мислиш дека ќе функционира и како вие ќе дадете придонес да се слушаат гласот на граѓаните, за доброто на граѓаните? Да бидеме реални, Александар, во моментот Советот на општина Струмица функционира скоро и да не знаат граѓаните кога има Совет на општина Струмица, на кои точки се разговара и што се одлучува. Како да биде потранспарентно работењето? Како вие ќе дадете тој таков придонес да се направи таа промена? Еве ќе ви кажам еден пример. Јас како граѓанин се интересирав како се донесени одлуки за градење на нов пазар. Или за одлуката за набавка на автобуси, иако ја верувам дека треба да има јавен транспорт, меѓутоа како е донесена одлуката да се купат баш токму такви по таа цена, па кои линии за автобуски превоз ќе бидат активни. Немаме тие линии. Значи, верувам дека доколку нема задни намери, нели, доколку целта не е нешто друго, транспарентноста си доаѓа само по себе. И дека секоја голема одлука на Советот треба да биде објасната зошто ќе се набавува нешто, зошто се прави нешто, која е таа потреба на граѓаните на кои ќе се одговара. Од друга страна, дали тој проект е одржлив финансиски, бидејќи не е само да направиме нешто и да кажеме добро е, а после 4 години тоа да пропадне или за пократок период. Транспарентноста ќе доаѓа со нашата честост. Доколку нема корупција, транспарентноста е природна. Друг важен дел е тоа што ние, уште сега може да кажеме, ќе се однесуваме исто како и нашиот пратеник од Струмица, ќе бидеме секој ден меѓу граѓаните. Луѓето слободно ќе може да ни придат, да ни критикуваат и критиката ја сметаме за нешто позитивно. Бидејќи критикува пријателот, а не пријателот кога грешиш, тоа остава да грешиш. Так, но предпоставувам иницијативи кои ги има, ќе бидат пренесени во Советот. Да. Ќе бидат врзани со потребите на граѓаните. Ќе се случи ли одлука, односно некоја иницијатива дадена од спротивна политичка партија, да ја гласате и вие? Да. Па дури да сме идеолошки на сосема спротивни страни, доколку е нешто во интерес на граѓаните, треба се поддржи и не е важно дека во тоа ситуација одредена друга партија ќе добие популарност. На крај краишта најважен е интересот на граѓаните, а не е важен партискиот интерес. Так. Пред известно време разговарав со младите за политиката во Струмица и некако добивме впечаток дека младите не се активно вклучени во политиката. Конкретно сега зборувам за Струмица, нашиот регион. Како вие размислувате на таа тема и што би направиле за да може младите да се поактивни? Па ние се соочивме со тој предизвик и во Знам. Клучната работа е да им се дозволи на младите пристап до лидерите, политичките лидери,
да имаат можност да си кажат тоа што го мислат, да дадат предлози и да видат дека тие нивни предлози не се само формално слушнати, туку дека навистина ќе бидат разгледани и ќе се преземе нешто по нив. Ние во Знам ги ставаме младите во таква позиција. Тие во секој момент може да дадат предлог, да дадат критика и им е дадено слобода да одлучуваат. Не постои друг начин како да ги мотивирате луѓето, освен да сватат дека нивниот глас е ценет, да знаат дека може да комуницираат, да пренесат идеи и дека тие нивни идеи не се залудни. Да бидеме реални, Александар, во моментот младите единствено што размислувате како да се иселат од државата. Да, и не е неоправдано. Да, предпоставувам дека секоја нивна одлука, иако се млади, е издржана. Нели? Секој сака да живее, секој сака да биде среќен. И ја тоа го кажувам и во партијата. Секој граѓанин на Струмица заслужува право да биде среќен. Таа е нашата заложба. Не е група на луѓе, одредени бизнисмени и сите други треба да бидат послушници, да молчат. Тоа мора да заврши. Така. Кога сме кај бизнисмените, приватниот сектор и диаспората се многу, како да кажам, силни во струмичкиот регион. Битен фактор се. И како размислувате на таа тема? Како имате ли некоја стратегија за подобра соработка со нив и да се направи мислење дека приватниот сектор треба да биде повеќе општествено одговорен, да поддржува, пред се би кажала, спортски настани и некои други активности кои се од значење за здравјето и животот на граѓаните? Тоа се две различни теми. Прво ќе одговорам за диаспората, бидејќи те и до некаде и болна тема. Пред 2 дена сведочев на настан каде што стара жена над 70 години оставена сама да живее во одредено струмичко село, беше донесена на болница. И нејзиниот син кажа дека имала среќа што тој е во моментот тук, па може да ја донесе на болница. Значи, ние имаме диаспора и една трагедија каде што стари луѓе се оставени овде сами. Јас сум свесен дека мора да се најде решение како ние да ги поддржиме тие семејства, пензионерите, немокните лица кои се оставени во Струмица. Од друга страна, разговарам со многу луѓе кои се иселени моја генерација и дали тие би се вратиле да живеат во Струмица барем како пензионери и под кои услови. Тоа е друга цел за која размислуваме. Ако не ги вратиме барем како пензионери, ние ќе ги изгубиме многу генерации, и нивните деца и внуци, и нивните деца и внуци ќе нема зошто да се враќаат овде. Трета работа за која што сме размислувале во која ситуација нашата диаспора би инвестирала. И одговорот тука е едноставен, доколку нема корупција и нема партиски поделби, не се потребни кои други предуслови. Нашата диаспора бега од инвестирање во Македонија поради тоа што има луѓе кои бараат мито, поради тоа што администрацијата не е професионална и одолговлекува со некои документи. Процедурите траат со години и години. Така, тие работи треба да ги отстранеме, тоа е за диаспората. Бизнис секторот не треба да постои партиски поделби, сите луѓе треба да добијат поддршка од администрацијата, бизнис секторот да функционира и да заработува. Тоа е за општото добро. Од друга страна не треба да има фингирани тендери, за да бидат фер условите во бизнис секторот. И граѓаните треба и тие да размислуваат дека одговорниот бизнисменот кој мисли на општото добро, заслужува и поддршка од граѓаните. Тоест, доколку некој бизнисмен дава за спортски клубови, помага хуманитарно, и тие треба да купуваат производи од него, да седат во неговите ресторани и хотели, да покажат дека и тие се лојални на оној бизнисмен кој мисли на општото добро. Како ќе ја подигнеме таа свест кај граѓаните? Таа свест, културата се менува бавно и не сум многу оптимист дека тоа брзо ќе се случи. Да бидам реален, значи не би сакал да кажем ева за 4 години тоа ќе осмениме. Не, тоа ќе оди многу бавно. Но секак сепак останува. Во таа насока да се работи, на во таа насока, но брзи промени во културата не се можни. Имам прашање во однос на тоа што ние како биди свој редакција сметаме дека се клучни проблеми во моментот, но јас прво тебе би те прашала, кои се според тебе, да кажам, трите најгорливи проблеми во Струмица, на кој прво треба да обрнете внимание? Да, загадувањето несомнено, корупцијата и големата задолженост на јавните претпријатија.
Тие се 3 работи на кои што веднаш треба да им се посвети внимание. Имате ли идеја како? Еве, конкретно загадувањето. И мене ми е ставено прво како прашање, тоа е неизбежна тема, затоа што и во моментот имаме загаденост во Струмица, но за жал не се реагира на тоа. Имате ли идеја, план? Градоначалникот е оној кој одлучува за систематизацијата на општинската администрација. Тоест, градоначалникот може да ја смени таа систематизација и да стави повеќе општински инспектори од таа област. Без да постојат доволен број на општински инспектори, кои може 24 часа, 7 дена во неделата, да детектираат и веднаш да реагираат, нема како да се спречи создавање нови депонии, загадување од одредени индустријски објекти. Друга работа е, ние се уште немаме донесен нов генерален урбанистички план и тоа ќе биде дефинитивно должност на новиот совет. Дали ќе продолжи до сегашната процедура или ќе се прави нов. Меѓутоа клучно е да не се дозволи загадувачи мислам дека се Г2, значи загадувачка индустрија да биде непосредно до населените места. Мора да имаме нови паркови. И во делови на Струмица каде што во моментот не постојат. И таа селекција на отпад не треба да биде буквално копи-паст проекти, туку треба реално да се размисли како да се применат научените лекции од Запад, каде што функционира селектирањето на отпад, и ние да осмислиме метод каде барем дел од Струмица, дел од градот да имаме селекција на отпад. И тој дел постојано да расте, па да дојдеме до момент каде што во цела Струмица ќе имаме селекција на отпад. Сметаш ли дека може да се промени сликата? Еве сега да излеземе во централните подрачја, не мора подалеку да се отиде. Има по еден контейнер, евентуално 2 на, не знам, на 4-5 згради. Контейнерите се полни со отпадоци. Тоа е вина и на граѓаните и на неправилно, јас би рекла, неконтинуирано, нели, работење и собирање на отпадот на комуналните... Па, никош не е поради една причина. Ја ќе споделам искуството како јас се научив да селектирам отпад кога живеев година и нешто во Англија. Таму имаше 4 канти за ѓубре, меѓутоа првиот ден кога се вселив во нова куќа, имав посета од комуналното претпријатие, тие ми дадоа и календар кој се собира кантите за ѓубре од мојата куќа и упатство во која канта за ѓубре што треба да ставам. Во истиот момент научив дека доколку селектирам, јас нема да плаќам вода и некои одредени комунални услуги, а доколку не селектирам, ѓубрето нема да ми биде собирано и јас ќе имам обврската самиот да го носам ѓубрето до отпад. Воспротивно ќе бидеш казан. Воспротивно ќе бидам и казан. И сега и тие правила се почитуваа. Еднаш сгреши во година и пол, мојата сопруга сгреши со каде нели кој ѓубре треба да биде ставено и тие не го собраа ѓубрето. И имаше само закачено картонче за опомена. Дека како што можам да разберам дека опомени и казнувања, но и награди. Наградата беше тоа што не плаќа вода, например. Значи, од селекцијата на отпадот, јас добивав нешто, директна поддршка. Исто има проекти во Хрватска каде што луѓе селектираат органски отпад и за тоа добиваат хумус и добиваат семенски материјал за цвеќе, значи тоа е за куките. Сега не значи тоа дека ние треба да копираме она што е во Хрватска или во Англија, но треба позитивни практики, како велиме, значи да се учи. Не е логично во зградите да ставиме големи контейнери и да очекуваме дека сите во таа зграда веднаш ќе селектираат и се ќе биде правилно. Тоа не е логично. Во моментот голем дел од граѓаните не знаат која боја на канта, зашто е. И доколку не почитуваат, нема да бидат нити казнети, нити наградени. Не функционира таков систем, нели? Само поради свеста, па ако е на свеста, тогаш ќе немаме сообраќајна полиција, нели? Еве, свеста да оставиме само на свест. Да, апсолутно те разбирам. Овде пак ќе го спомнам Советот на општина Струмица, доколку нели вашата идеја е да бидете вие советник, какви се вашите планови? Колку советници планирате да со овие избори да бидат одбрани во Советот на граѓаните? Имате ли предвидена бројка? Можете ли да предвидите и да кажете? Ни беше многу тешко како партија која немавме анкети до месец мај и тогаш решивме да направиме анкета само за Струмица.
На таа анкета се изненадивме бидејќи свативме дека бројката од 3 советници е не реална, туку е скоро сигурна и свативме дека со добра кампања може да се надеваме и на повеќе. Така да бројката која очекуваме оптимистички е 4 советници. Но еве да не изненадат граѓаните, нели, со повеќе. Свативме и дека партиите, условно кажано поголемите партии, не уживаат таква голема поддршка како што нели се пласира во јавноста. Меѓутоа во оваа анкета мора да кажам дека недостасуваше еден политички субјект кој сега најверојатно нели со сигурност тој ќе биде на овие избори за советници, а тоа е Сдруженијето, мислам, Стига е. Тие не беа во оваа наша анкета земени во предвид, туку беше анкетирано за Левица, СДСМ, ВМРО и Знам. Веруваме дека и со 4 советници ние ќе бидеме не одлучувачки фактор, туку клучен фактор во општината, а граѓаните може да со сигурност ќе видат дека ние ќе се стоиме за зборот. Не е зборот, туку ќе видат дека ние сме, ова е листа на средната класа и листа на работниците. Не е листа на големиот бизнис и нема да служи на интересите на неколку бизнисмени, туку на граѓаните. Меѓутоа тоа ќе биде јасно кога ќе видат целата листа. Да, ќе се види тоа на изборите и со ваква оптимистичка бројка, нели спомна, која ќе биде првата иницијатива која ќе ја покренете во Советот? Се формира Совет. Првата иницијатива со што ќе настапите прво? Да се формира времена комисија која ќе направи анализа на состојбата на сите јавни предпријатија и општинската администрација и ќе даде препораки што е неопходно да се смени. Бидејќи според информациите кои ги имаме во моментот постои голема задолженост на јавните предпријатија, на градинките, на школите. И имаме предпријатија кои доколку не се преструктурираат, ќе води до големо задолжување или до нивен крах. Тоа мора да се спречи и општинската администрација, бидејќи доколку не направиме промени, нема како ние да имаме инспектори кои ќе детектираат дивоградби, бесправно градени објекти и ќе спречат бесправно градени објекти, кои ќе спречат загадување. Не смееме ние да имаме администрација која ќе седи во канцеларии, а надвор ќе си прави секој што сака. Тоа мора да се смени, затоа сметам дека една таква комисија која ќе анализира и ќе даде предлог на градоначалникот што треба да се прави, а тоа да биде и транспарентно за граѓаните да видат што не чини, што треба да се направи. Така. Ако не го направиме тоа, ќе си продолжиме како ви кажуваше Али Ахмети како и порано. Да. Тоа не смееме да го дозволиме. Тоа се целта на изборите, нели? Да. Промени кон подобро. Сите и кандидати за градоначалници и носители на листи кажуваат дека да, треба повеќе зеленила, повеќе паркови. Има ли можност Струмица за тоа? Да, има. Не е донесен урбанистичкиот план, но реално дали постои можност да се направат нови паркови? Да. Те прашала и за велосипедската патека. Колку мислиш дека е функционална? Те прашала и за јавниот превоз. Колку мислиш дека е исплатливо и функционално тоа во моментот? За паркови потребни се плюс паркови, дополнителни паркови. Граѓани од одредени делови на Струмица во анкетирањето ни посочија баш тоа. Паркови има само во центарот, се гради парк до парк, а ние во нашиот дел немаме парк. Треба да одиме во центарот за да ги прошетаме нашите деца. Луѓето не бараат парк со ресторан до нив, тие бараат парк. Зелена површина бараат. Јас и тимот кој е со мене размислувавме како тоа би било одржливо. Доколку ние сега правиме паркови со фонтани, паркови со некои луксузни осветлувања и клупи, тоа не е одржливо. Мојата среќа, голем дел од мојот живот да живеам во Германија, во Данска, во Холандија, во Англија, во Америка, ми има дадено едно богато искуство кој што во многу побогати земји од Македонија сум видел дека нивните паркови се едноставни за одржување. Ги нема тие луксуз или да имаме кружни текови каде што 5000 евра се даваат годишно за сезонско цвеќе. Тој издаток не е логичен. И тука треба транспарентност, кој граѓаните гледат, ова е убаво, меѓутоа ако им ставите и за која цена е убаво, дали би ги дале тие пари за
за цвејки. Пак и се вратаме на советот во општината. Ако има посетеност и од граѓаните, ако е транспарентен, можеби тие ќе дадат идеја. Да, така и треба да биде. Граѓаните, советниците не треба да седнат во одреден кафик во Струмица и тие сега заедно на една маса и никој не разговара со нив или се тргнале на страна. Тие треба да бидат со граѓаните, како што били претходно. Ние може да ветиме дека како сме сега во моментот со луѓето, така ќе си останеме, нема да се смениме, нема да се собереме во некој ќоше, во одреден кафич и да разговараме само меѓу нас. Таа транспарентност, секојдневно е таа транспарентност. И во комуникација, и по телефон, и на интернет, и секојдневно со граѓаните, нема друг начин како да не се изгубите во политика, особено кога сте на власт. Отвореноста е битна. Другото прашање ми беше велосипедските патеки. Велосипедските патеки, јас сум велосипедист, но не е онај велосипедист кој вози надвор од градот. Јас сакам со велосипед да одам на работа, да одам да си купам нешто до продавница, да одам на гости. Тоа го правим и со мојата сопруга. И велосипедските патеки може да кажам дека не се функционални во голема мерка, има Јас ја поздравувам иницијативата Иницијативата, и јас да, меѓутоа има користам многу мани. велосипед, да, но дали е навистина функционално сето ова? Пред све колку успеа со самото градење или во поставување во велосипедските патеки да се подигне свеста кај граѓаните? Има одреден успех, тој ќе кажеме друго. Јас сум Барам мислење од вас. имам правено анкета 2023 година, мислам, да, 2023 година. И во таа анкета основна причина зошто луѓето не користат повеќе велосипеди секојдневно беше тоа што не се чувствуваат безбедно во сообраќајот. И поради инфраструктура, и поради непочитување на сообраќајните правила. Значи, а не беше причината дека немаат пари да си купат велосипед. И сега ние гледаме на секаде по сите општини. Секој втори има велосипед, тоа не е. Гледаме мерки субвенционирани. Тоа не е проблемот. Проблемот е инфраструктура и почитување на сообраќајни правила за луѓето да се чувствуваат безбедно и на крај кога ќе стигнете до некоја институција таму да има паркинг за велосипеди. Како што има и во Холандија, и во Англија, и во други места, кај нас тоа не е случајот и сега да користиме. Да одиме до школа, дали имаме рампа за да си го спуштиме велосипедот, дали имаме паркинг за велосипед во одредено училиште. Да, тоа го нема. Тоа го нема во Струмица. За велосипед. А да не зборуваме за лица со попречености, некој кој е во инвалидска количка, дали за него се пристапни општинските администрации, дали за тие лица се достапни институциите, школите. И го спомнавме јавниот транспорт. Пак ќе кажам, можеби како идеја беше добра, Да. но функционалноста? Идеја е добра, бидејќи навистина постојат села оддалечени од кои што граѓаните треба да дадат 300, 400, 500 денари за такси во еден правец. Тоа е навистина скапо. Меѓутоа, реков одржливост. Одржливост значи дека кога ние ќе купиме еден автобус, тој автобус треба да оди по линија каде што од билетите ќе се заработува за одржување на тој автобус, за плата, за одржување на постојките. Така. А не само да пуштаме линија бидејќи е убаво. Убаво, меѓутоа тоа убаво колку ќе трае. Се додека не треба да се плаќа лизингот, претпоставувам. Да. Така да не и друго, сметам дека 10 електрични автобуси нема да го решат загадувањето во Струмица. Да беа и тие 10 автобуси и на бензин, на дизел, на мета, на нешто друго, немаше тоа да биде одлучувачко дали Струмица е загадена или не е загадена. Имаме многу поголеми фактори кои влијаат на загадувањето. Јас се надевам дека вие ќе бидете, како што кажа, и со дисциплина и со ред и посветен да работите на тие прашања и посветени на интересите на граѓаните, а не на и да се направи некој напредок во однос на намалување на загадувањето во Струмица, затоа што тоа е реален проблем. Да, па колку чини еден ден од нашиот живот. Тоа го прашувам многу луѓе. Колку е цената на еден ден твој живот, па го продаваш на некој кој загадува? Да. Мислам дека овде и медиумите имаат улогата, треба да се разговара отворено. Со таа цел ги правам јас и овие подкасти, да разговараме отворено на тие теми и вие како идни политички чинители да реагирате и да направиме подобро место за живење во Струмица.
политичката кампања, односно изборната кампања е на самиот старт. Кажи ми, вие како политичка партија знам, во каква кампања се впуштите? Позитивно, ќе зборуваме за решенија, а не за каква е состојбата сега, бидејќи граѓаните си ги знаат проблемите. Тие сакат од нас да слушнат што ќе смениме, а не колку се лоши другите или какви се проблеми постојат и кој што не решил. Фокусирани на решенија и граѓаните ќе одлучат дали ќе ги поддржат тие наши решенија, кои ќе бидат конкретни, или не. Доколку некој не напаѓа, ние ќе си останеме исти. Бидејќи треба да се покаже пример дека политиката не е плукање еден против друг. Како се справувате со предизвици? И пред изборната кампања, предпоставувам, сте се соочиле со одредени предизвици и притисоци од одредени политички партии или физичко лице или како и да е. Притисоци, закани има од секаква форма, од испраќање пораки, SMS, испраќање на скриншот дека некој лице било на наша активност, а претходно било дел од некоја друга партија, до посети на наши членови во нивни домови. Поголемиот дел ги игнорираме од овие притисоци, ги охрабруваме нашите членови, објаснуваме дека тие нема да бидат сами, со сигурност, доколку нешто се случи повеќе од заканот. Еднаш имаме пријавено до ОДИХР на минатите избори за конкретна закана и неколку пати имаме разговарано со повисоки функционери од партиите, од каде што доаѓал тој притисок, со цел да им кажеме дека ова не е начин на политичко делување, бидејќи политиката и животот не завршува за еден ден. Но од друга страна ние никој што нема да го користиме, бидејќи јас лично верувам дека со уцена и притисок може да се дојде краткорочно до некој резултат, и меѓутоа не ја гледам јас политиката и мојот живот за еден месец, за 2 месеци или само до следните избори. Треба да бидеме пред се граѓани. Пред се луѓе. Пред се луѓе. Да. Планирам и кој ќе заврши таа моја политичка кариера и во текот на мојата политичка кариера да се движам низ струмица со окрената глава и да може да одговорам и на секоја критика или со факти. Што е она што ќе ви дава сила, ајде да кажем, ќе ве води во текот на кампањата и покрај сите препреки кои ги спомнав? Моето семејство и луѓето од тимот околу мене. Бидејќи на крај се што правиме не е лично за нас. И кога гледате дека и други луѓе ги споделуваат вашите вредности, вашите цели, тоа на човек му дава сила да се борите и за нив и за себе. Дури некојаш кога си кажам, на краиште, сакам мир, лично за мене, а може ми подобро да живеам сам, без да бидам во политика, но кога гледате луѓе дека тие се подпираат на вас и тие ви кажуваат, бори се, бидејќи без тебе нема да биде нешто. Тоа дава сила, мотив да не се откажете. Да. И на притисоци, и на напади, и на се. Морам за крај да те прашам, каков е Александар приватно? Што е она што ти си медиумски, нели, си често јавно зборуваш на повеќе теми во однос на претходното твое работење и сега, но што е ова што граѓаните не го знаат за тебе, а сакаш да го кажеш јавно? За мене. Сопругата требаше да ја викнеме. Да, не. Таа ќе каже дека сум едноставен, бидејќи јас сум човек кој не му треба многу во животот да биде среќен, да јадам и лепи сирење и да спием на скршен креат, но моето семејство да е до мене, ја ќе бидам среќен. Не ми требат никакви луксузи или скапи одмори, ништо посебно. Значи моето семејство да е живо и здраво. Што е она што може да го изнервира Александар? Кога некој ме лажи. Значи не ме нервира кога некој има спротиставени ставови со мене, идеолошки и секакви, но кога некој се обидува да ме лаже и да ме прави глуп, тоа е нешто што не можам да го простам и кога ќе видам дека некои луѓе се злобни и лоши, не можам да имам милост кон нив. Тоа ми е исто така карактеристика лична. Друго интересно за мене, како родител сум прилично, сметам дека сум одговорен и отворен со мојот син и сум разговарал со него на сите теми, а сега и на младите во партијата им давам совети во тој стил, нели. Така да мојата комуникација се застава на принципите не лаже, биди отворен, биди директен со луѓето кои ги сакаш.
Таков сум. Да, И приватно и во партија. Да, сите струмичани кои те знаат, предпоставувам знаат дека ти си едноставен и скромен или како што кажа, но убаво е тоа да го напоменеме јавно, затоа што има и луѓе кои не те познаваат лично. И кажи ми за крај, што би им препорачал на сите оние луѓе кои се разочарани од политиката и кои евентуално на следните, предстојните избори не сакаат да излезат на избори, да гласаат? За жал имаме и пријатели и роднини кои се баш такви. Им кажувам една иста реченица. За лошото да победи, таа една мисла, наводно кажано од британски филозоф, меѓутоа реченицата е вака: за злото да победи, добрите треба да не прават ништо. Така и за изборите. Ако оној кој е добар и чесен седи дома и не гласа, за нас ќе одлучат оние кои се конформисти, оние кои го продале својот глас, оние кои мислат само на својот личен интерес. Така да на сите луѓе кои сметаат дека се добри и честни, ги повикувам да излезат да гласаат, не ги повикувам да гласаат за мене, туку да излезат и да гласаат. Бидејќи само така ќе има по-правична распределба на броевите, членови на Советот, од сите, мислам дека се 5 советнички листи. Так. Александар, јас ти благодарам на овој разговор и се надевам дека ќе бидете активен учесник во Советот на општина Струмица, ќе се борите за вашите идеи, иницијативи, решења и идеали и ќе направите подобро место за живење од Струмица. За сите нас. Так, благодарам. Поздрав и до вас, благодарам за вниманието и се гледаме наредниот подкаст.